Добра вечер, почитувани гледачи. Прва емисија Агроспектар во новата 2013 година, од која што сигурно сите очекуваме многу подобра година во делот на аграрот. Ова е Агроспектар на КТВ телевизија и годинава со многу теми и многу совети ќе се потрудиме да помогнеме во земјоделското производство со цел да имаме квалитетен род и навремени правилни совети во агротехничките мерки и навремено и точно аплицирање на сите агротехнички мерки. Ја продолжуваме во оваа 2013 година со работката со професор доктор Ристо Вучков, на кого ќе му посакам добра вечер и добре дојде во студиото на КТВ телевизија. Благодарам што прифаќате да работиме и да ги едуцираме земјоделците. Добро вечер вам и на сите редовни гледачи на оваа земјоделска емисија. Јас користам прилика, бидејќи, како што рековте, прва таква емисија, да им посакам на сите земјоделски производители берикетна година, а на редовните гледачи многу здравје, среќа во нивните фамилии. Така, докторе, вие со вашиот советодавен центар и со сите оние услуги кои што се прават таму, редовно контактирате со земјоделците, во тексте со сите случувања, болести, штетници и се она што е актуелно во земјоделското производство. 2012-та помина, која што можеме да кажеме дека летото ни помина во суша, имавме сушен период. Како ќе биде практично стручното видување за 2012 година? Каква година оставивме зад себе? Точно е тоа дека зад нас е една година, јас би рекол слободно од стручно-практичен аспект година, што не сакаме да се повтори, бидејќи редовно ги следиме оние услови кои ги имаме. Може да кажеме дека 2012 година беше неповолна за целиот аграр во Република Македонија. Неповолноста ја гледаме преку на турбуленција на временските услови, како што рековте, имавме долг сушен период, а ги имавме температурите кои ги, по моја статистика, последните 20-30 години нема да ние имаме плюс 45-48 степени Целзиусови, кое е нешто секако со немањето на доволно влага обуслови да ова година не само градинарските култури, лозарството, овоштарството, моје лично видување е 20 до 30 насто, тоа е минимумот, имаме помали приноси. А освен смалениот принос при такви пеколни горештини, имаме и понеквалитетно производство. Само едно моје лично видување во Валандово, кај што имаме јапонско јаболко во текот на тој летен период, каде што јапонското јаболко е медитеранско растение кое има добра лисна маса и има моќ да издржи високи температури, бидејќи епидермалниот дел на плодовите е јак. Ние имавме на јужната експозиција на плодовите, имавме опекотини, каде што најмалку 40% од таквите опекотини делуваа да луѓето имаат смален принос и немање на квалитет, бидејќи така опечена јаболка не е добра и не може да влезе уопште во гајба да оде да се пласира на пазарот. Со еден збор, генерално гледано, 2012 година со своите климатски пореметувања, да кажеме, ги имаме оние штети кои се евидентни во тој производен процес. Тоа е од една страна да не само се жалиме, него да бидеме и реални. Тоа што го гледаме ние како да е мала штета. И така мора да ја гледаме ситуацијата. Бидејќи оние глобални климатски промени кои ги гледаме во светски размери, оние цунами кои се појавуваат во одредени земји, каде што слистува се, тоа е грозна работа, од која нешто Република Македонија како парче земја е заштитена. И сега, тие високи температури може би се должат на она безобзирност во
према природата, према земјината, тоа со користење на многу хемиски компоненти, како што беше во свое време метилбромидот, кои делуваа на рушење на озонската обвивка, и така високите температури може да се должат, затоа треба конкретни испитувања, да се должат тој директен сончев зрак кој те опечува, значи дека озонската обвивка тука е или пореметена од кината, тој сончев зрак да така и делува. Ние во пластениците имавме над 60 степени Целзиусови. Овие термометрите кои се градуваат, нели да се прати температурата, доаѓаат клиенти, викат, докторе, вика, живата удри, вика, догоре, вика, и не може да мери. Значи, со еден збор, таквите глобални климатски пореметувања може и да ги очекуваме и за следниот период, бидејќи човекот треба да биде свесен да ја чува онаа клима која имаме. А ние со многу действија ја пореметуваме, а сето тоа крајниот епилог е губиток на производството, здравствените проблеми кај луѓето, а сето тоа е глобална штета за сите нас. 2013 ја започнавме, не може повторно да се пофалиме со доволно влажност, со влага. Имаме, што би рекли ние кавадарчани, имаме сува студ, дождот, снегот се помалку ги има. Какви ќе ни бидат очекувањата за оваа нова 2013 година, нова реколта во производството? Јас сум по природа оптимист, но кога ние, ево од земјоделската струка со 30-40 години што сме во неа, штом се каже октомври, ноември, декември, ако немаме на Свети Никола снег до колена, велиме зимата е таква каква што е, за наредната година не може да очекуваме добри резултати. Што не мора да биде така. Но, за нова година ние во Струмица имавме како пролетни ден, 3-4 сончеви денови, целодневно сонце. Точно е дека ноќните температури се ниски, но тој сончев зрак нам ни е потребен во март месец, кога културите се веќе расадени на стално место. Сега ни е потребно акумулација, значи за житата таа сува студ може да има одредени штети. Срекна околност е што немаме некои подолг континуитет од ниски и екстремни температури. Иначе да имаме сега 3-40 сантима снег, си личи да зимата од ноември, декември, па до февруар месец, да си има снег, да си има врнежи, да се засити оној полски воден капацитет, кој, како што рековте и вие, во 2012 имавме долг сушен период. Немаме ние уште доволно врнежи кои ќе го заситаат полскиот воден капацитет и да очекуваме за наредната година и да гледаме оптимистички. Но тоа ни е принуда, бидејќи јас мислам дека ако сме сега првата половина од јануар месец, очекувам дека ќе имаме, има и најава, дека ќе имаме врнежи од дожд и снег, кој е нешто ќе даде еден оптимистички аспект кон добар старт во пролет. И минатата година во февруари имавме повеќе и пообилни снежни врнежи, што значи се уште не е доцна. Дали во овој период, господин Вучков, имаме проблеми конкретно во виновата лоза со овие ниски температури, бидејќи немавме континуитет на задржување на екстремно ниски температури? Тоа прашање и во Струмичко многу лозари ми го поставуваат, а јас од стручно практичен аспект ќе бидам конкретен, дека виновата лоза е култура која издржува ниски температури. И до минус 25, и минус 30. Но, експозицијата, односно должината на задржување на таа ниска температура, е многу кобна и минус 15 да фати една недела, ќе има секако мрзнање, посебно на оние папки кои неприпремени влегле во зимовање. Односно, оние производители ќе имаат штета, кои, кога веќе пред бербата, сакајќи да го изгојат гроздот, вршеле наводнување. А тогаш активирале
папките и тука асимилатите, ако не се повлечени, се случува да неприпремена папка во зимување и на пониски температури и со пократка експозиција да има мрзнење. Но, јас само знам едно, дека Тиквешкиот регион има искусни лозари кои го знаат тоа и од досегашното што е постигнато, имавме ние и до 15 степени под нулата. Но таа беше многу мала експозиција и мислам дека нема да има некои штети од тоа што до сега имам извршено анализи, но моje мислење во тој аспект би дал една препорака да не се брза со кроењето. Ние Свети Трифун го славиме, една од најважните работи е од стручниот аспект зборам, до 14 февруар денот веќе потпораснува. И до 14 февруар има можности и до екстремно ниски температури да дојдат, бидејќи сме зимски период. Али после 14 февруар, кога е денот зголемен и сончевиот зрак ојачен, значи постојат многу помали можности за мрзнење на виновата лоза. Една од причините, освен тие други традиции кои велат за Свети Трифун други приказки, една од нив е да после 14 поминимални се можностите за мрзнење на виновата лоза. И тогаш да се почне и да се изврши она кроење. Сега, тука морам да го дообјаснам тоа, голем дел производители кои имаат големи површини се брзаат да стигнат. Не можат, пример, од февруар, март до почетокот на сокодвижењето да втасат и почнуваат уште од ноември, можда и порано. Знам, Струмица почнаа од втора половина на септември. Етен рано, почнаа со кроењето, вика, до април ние треба да завршиме. Тука се посреди 500-600 хектари лозија. Значи, оние производители кои имаат помали површини, пожелно е после Свети Трифун да си го направат обредот и тогаш да се го искројат лозјето и да внимаваат при кроењето на оние ластари кои покажале веќе од оние температури одредени подсушување, значи нив да ги анулираат, да остават она што може да дадат. Да проговориме и за актуелните проблеми во смисла на болести кои што се појавуваат кај растенијата, штетници, и тука е секако хлорозата. Како стоиме во овој дел? Значи, колку ги имаме сите овие проблеми во производството? Јас генерално ќе кажам една вистина. Ако Струмичкиот регион е најголем потрошач на пестициди и ѓубрива за градинарските култури, бидејќи знаеме таму дека имаме 4000 хектари интензивни пластенички површини, каде што се оди со голем број на третмани и ѓубрива, безобзирно, мораме го кажем и тоа, за Кавадаречкиот район важи она друго правило. За виновата лоза, бидејќи ви имате ептен големи површини и први во Македонија, буквално кавадарци, со виновата лоза има исто така една произволна примена на препаратите и ѓубривата. Затоа, за да не дојде до ширење на одредени болести и штетни инсекти, што е случај дека се оманува многу години пепелницата си го зима својот дел. Многу години гроздовиот молец во Кавадаречко го зима својот дел. Пламеницата исто така. Во поново време за виновата лоза тоа се однесува. Хлоротичните зони кои се јавуваат во повеќе локалитети, за кои веќе имаме решение, само со еден стручен пристап, со анализа на почвата да се види таа хлоротична зона колкави размери има и што треба се направи. Значи, со еден збор, тие се актуелни проблеми. Еската кај виновата лоза е присутна. Кај виновата лоза имате присуство на нематодите. Тоа мал дел од производителите и агрономската струка, чак би рекол,
го имаат сознанието дека лонгидорусите и ксифинемата, тоа се две врсти на нематоди, кои во почвата, тоа се невидливи, бидејќи со пилчување од 1000 пати може да се видат, тие се вектори на одредени вируси. Ние, нивните симптоми ги гледаме горе на чокотот, каде што имаме рудиментиран пораст на ластерот, и гледаме мало грозче и доаѓаат производители, велат, лозата не ми оди, тој чокот не ми оди, тој чокот не ми оди. Не се свесни на тоа дека посреди една од причините точно се фитопаразитните нематоди. Друга причина е уште со калемењето, фомопсисот кој е присутен, и тоа не во мали размери, еската како нова болест, нерватурата како е пожолтеја на лисната маса и имаме цели лози зафатени, местимично, и тоа постепено се шири, тоа се актуелни проблеми кај виновата лоза. За кај праските, освен хлорозата, она брашнаста вошка за која веќе имаме решение, а голем проблем веќе е за многу... Има завземено големи димензии во росоманскиот дел, во Паликура и оној дел цел тука. Јас кога минам, пример, одам за Прилеп или Битола, тоа се гледа веќе во втората половина на мај-јуни почнува хлорозата и има одредени површини каде што имаме целосно подгорување на ластерот и на лисната маса. И плодот останува мал. Значи, за тоа нешто треба анализа и врз основа на анализа и размерот да се делува локално и да се таа работа санкционира. А за тоа постојат методи и апликација на тие сознанија врз основа на резултатите од анализите што треба да се покаже. Споменавте дека неконтролирана е употребата на пестициди не само во Склоничкиот регион, тоа истото се случува и во Тикошијата. Како да се редуцираат? Овака, јас од научно-стручен аспект, пак ќе кажам, бидејќи животот го посветив на тоа, редукцијата на пестицидите и ѓубривата, тоа е повеќе кратно добробит од една страна. За производителот, кој живи од труд кој го вложува, наместо 8 пати да прска еднаш или 2 пати, врз основа на диагноза и терапија, тоа е негова предност. Заштедува средства и неотруени производи. Така. Од друга страна, го штити здравјето на консуматорот. Секој сака да апне грозд, праска или градинарски производ, кој не е со резидуи кои се штетни по здравјето кај луѓето. Од пестициден аспект и од аспект на ѓубривата, каде што нитратите се тие кои се транслоцираат многу брзо и се лоцираат во производот, каде што тој производ после ние го консумираме и после известно време се јавуваат некои заболување во организмот, од што е и се утврдува дека една од причините токму тие штетни творби. Како тие да се редуцираат? Тука тој збор мора да го употребам и мора да го потенцирам. Почитување на науката и нејзина апликација. Значи, прскањата мора да биде врз основа на диагноза и препишена терапија. Тоа камерата може да го покаже рецептот. Тоа е прв таков рецепт во Македонија, кој ден порано или покасно мора да се оди по тој принцип, бидејќи тоа го налагат и европските критерии. Се стремиме кон европското производство, нашето производство треба да оди на тие пазари, а многу малку ја почитуваме науката или сакаме да одиме по на традиционалното, а науката има цело време нешто ново. Точно. Тоа е новото, едно рецептот, значи, зад која ќе стои стручњакот. Редно е стручњакот да гарантира на тој производител дека ќе има производство кое нема да биде со такви резидуи. Бидејќи сега секоја пратка кога оди на европскиот пазар, што ќе се случи? Ќе се случи на карантинската служба утврдуваат со тест дали има резидуи. Ако има резидуи, камионот се враќа. Ние имаме веќе такви случаи со пропаднато производство. Да. И тука 5-6 евра кошта транспортот, кој мора некој да го плати, и што е уште потрагично, таквото нешто за имиджот за Македонија не вреди. Тоа збориме за
оној рецепт што е потреба. Исто така агрохемиската анализа, тоа исто може да се покаже на камерата, таа врз основа на анализата на почвата се утврдува кои макро и микроелементи во кој однос се застапени или поконкретно што фали во почвата со препораката во долниот дел од това се дава препорака таа површина врз основа на анализата треба да се наѓубри со таа и таа количина од тоа и тоа ѓубриво. Тој сооднос што фали да се додаде. А не од око да се А не да се става тоа од око. 2 врејки, 3,15 и така натаму. И завршена е. И завршена. Значи со таквото нешто што се постигнува? Се постигнува редукција наместо 5 врејки што имал намера да фрли производителот, тука доаѓа дека треба 1 или 2, но таа количина или тој однос што недостасува во почвата. Тоа е една значајна работа за редукција на средствата, заштита за производител и заштита за здравјето за консуматорот. И третиот дел, што е новост за Република Македонија, за нематодите, нематолошката анализа на таквите чокоти или на таквите површини треба да се тие врз основа на анализата утврдат присуството на нематодите и да се санкционират, бидејќи ти имаат многу голема популација, да се санкционират со кое нешто ние ја заштитуваме лозата и делуваме позитивно на развојот на позитивната микрофлора во почвата. А сето тоа е значајно како и на кој начин да имаме заштита, бидејќи за нематодите ги имавме најопасните средства од фитофармацијата. Тоа се нематоцидите. Тоа се сите од прва група отров. Фаќајќи го првиот метилбромид, вајдат, мокапот, дедесоилот, потоа рагбито, сето тоа е отровна компонента од прва група отров кој ништи трвчиња некој, а за тоа го уништува и онаа позитивна микрофлора и пореметување што е. Да. Значи, тие се 3 нови работи, што ден порано или покасно мора во нашиот аграр да се најдат. И во Струмица, и во Кавадарци, и во Битола, кај житата, ангуината има таму. Со еден збор, сето тоа мора осмислено да се оди, за да имаме квалитетно производство. Заштита на нашето производство, а и заштита на джебот на производителот. Што за сега не е случај, бидејќи има Струмици има преку 80-90 земеделски аптеки. Значи, на еден начин сега земеделските производители се жртвите, каде што аптекарите велат, немојте да ги учите доктори производителите, бидејќи тие живеат од нивното незнаење. Најка прска таму 5 пати, 10 пати. А викам, чекај, тој што треба да консумира? Тоа е друга приказка. Има аптеки. Има, да. Према тоа, сето тоа, мојата лична заложба е да разумното користење и оној смислен пристап во земјоделието биде со двократна позитивна работа. Позитивно чување на здравјето на консуматорот, уште по-позитивно производителот да не се токсифицира, бидејќи тој ги применува, он е прв на удар. И неговиот джеп е се потенок. Вика, сите пари ги дадов за препарати и за ѓубри, вика. За мене не остана ништо. Оти безобзирно применува. Ако го тоа осмислува, тогаш ќе има редукција на таквите средства, ќе има поголем добит за него. И од друга страна го штити здравјето за производителот и ќе има квалитетен производ. Со еден збор, стручноста, науката е основот за успешен земеделски производител. А тоа се новините кои што веќе се достапни. Професоре, дали ова е дел од Агропротект? Значи, овие работи, сите анализи се извршуваат во Агропротект Струмица. Дали тоа значи дека и за земеделците од Тиквешијата овие услуги може да бидат достапни? Агропротект е во фаза на акредитација на лабораторија на ниво на Република Македонија, прва во Македонија за нематодите. Така да од Кавадарци јас веќе имам од одредени производители кои доаѓаат кај мене, носат носат земја, растенија, комплетно взимаат саден материјал од нас, каде што им даваме комплетна документација за
Садниот материјал. За садниот материјал, за апликација за субвенциите, што е чекор кој заслужува внимание за подигање на насад. Значи му се дава комплетна документација, му се дава агрохемиската анализа во пликце, каде што тој си аплицира за тој чекор, успешен би рекол, подпомага за производителите да тие тргнаат кон еден нов поход, со нови насади, со нов квалитет, кој ќе биде за европскиот насад. Бидејќи вечер од нашите гледачи многу сигурно и размислуваат да ја направат анализа на почвата или да растенијата најдат како да ги излекуваат, телефонскиот број ваш за контакт веќе го гледаат на нашите екрани, можат да контактираат со вас. Ние во нашата мината емисија говоревме и за новите овошни видови, паулавнија и гоџи бери. Тоа ќе го можат гледачите да го видат и во една од наредните емисии, разговор со производителот и со секако ќе го емитуваме во емисијата. И тоа да спомнеме, има ли интерес се повеќе за ова? Да ви кажам дека за тоа постои голем интерес. Пауловнијата е еден вид кој за дрвната индустрија ќе представува хит, кој со квалитативниот аспект пред се, и онова брзо растеча форма, ќе биде во Македонија застапена и те како на големи површини, бидејќи го гледам интересот за таквото нешто. Сега, за него и за гоџи берито, гоџи бери е нешто кое е чудо, кое е точно за Кавадаречкиот регион, Струмичкиот регион. Јас сум убеден дека ќе ги има на големи површини, бидејќи многу е вносна профитабилноста и цената на таквиот производ. Со квалитетите, не знам колку 12 врсти на аминокиселини и некои други творби што ги има овој производ, тоа ќе го видат секако производителот и гледачите во емисијата и за пауловнијата и за гоџи берито, бидејќи имаме точно разговор со производителот на таквите садници, каде се одгледуваат тие во лабораториски услови, да нема вируси, да нема никакви штетни творби и кога се расади со сертификат се дава материјалот како гарантирано здрав материјал. Тоа нешто ќе го видиме во наредна емисија. Кажете ни го вашето видување во делот на односот меѓу науката и производителот. Вредни се нашите земјоделски производители, меѓутоа она што пред малку го кажавме, колку ја применуваат науката, колку сакаат да ја применуваат науката и колку државата им овозможува да стигнат до науката, да бидат едуцирани и да не одат по онаа традиција, бидејќи традиционалното производство и она што го вели науката има многу голема разлика. Спрема традиција се прска во мај, меѓутоа спрема науката не е секогаш така, бидејќи нели гроздов молец немаме на почетокот секогаш на мај, имаме во различни фази. Значи, како е оваа врска? Точно е тоа, и тоа можам да го гарантирам во оние европски размери, дека Република Македонија има најтрудолюбив земјоделски производител. Ево, од бивши југословенските држави кои ќе земеме, Македончето беше најтрудолюбиво по однос на вложување на труд на нива. Тоа нешто треба да го почитуваме и да го респектираме, да му дадеме услов на тој производител, посебно по младите земјоделски производители, да ја сватат суштината. Сега со овие субвенции се даваат одредени добри можности. Да трудолюбивоста биде проследена со смислениот пристап што пред малку зборевме и рековме. Значи, мора да се почитуваат тие критериуми што науката ги има веќе устоличено. Значи, тој научен работник, физиологијата на растението ја познава, биологијата на болеста ја познава, кога, во која фенофаза од развојот на растението, кога може да се оствари инфективен процес кај растението, кога болеста може да дојде. И на неколку дена пред тоа, тај стручен научен работник кажува дека, значи, превентивно, пред инфективниот процес, дека е време од тој до тој период да се изврши првото третирање. И филозофијата на заштитата е да превентивниот третман обуслови после секундарната зараза, каде што има многу макрови и микрокориги, тие налетат на испрскана површина кај растението,
тука е успехот на заштитата. А не, ние веќе инфекцијата остворена и тогаш одеме со дупли дози. И системици, и сето тоа. И има некои куративни ефекти, но тоа е веќе сплет на многу нешта каде што болеста ќе преовлада. Значи, со еден збор, тој смислен пристап подразбира почитување на стручност. И не случајно ние го тоа пред малку зборевме. Тој е рецепт. Нека одоздола има стручњак што ќе подпише да гарантира за тој производител што ќе потроши. Бидејќи потроши сигурно 50% помалку, али смислено ќе го употреби тоа и производителот тука ќе има веќе голем дел од искусни производители велат, јас знам сам кога прскав колку фрлав и колку имам заштеда со соработката. Значи, редукцијата е тоа. И пак ќе се повторам со тоа, редукцијата на неговиот джеб позитивно делува, бидејќи не троши 2 пати повеќе и што е за мене најважно, консуматорот консумира здраво производство, кое тие резидуи се до бербата, кога се запазува каренцата, тие резидуи веќе ги нема и нема да има токсични творби кои ќе штетат по здравјето на луѓето. Со еден збор, тоа е најважната работа по однос на тоа земјоделскиот производител, што и како треба да се однесува и однесува. Стратешки аспект за европски аграр, како стоиме тука? Значи имаме ли видување, работиме ли во таа насока, бидејќи нели се стремиме кон европскиот пазар? Овака, стратешкиот аспект јас го гледам од стручно практичен аспект како една од најважните работи. Што тоа подразбира? Ние сега, со субвенциите, тоа што го имаме, неминовниот технолошки процес, кој во една Швајцарија, тие западни земји, е до една голема висина, разина, каде што технологијата на операциите внатре во производниот процес се и како на високо ниво. И што е уште поважно, едукацијата на земјоделскиот производител. Тоа е веќе, мислам, детектирано од Министерството за земјоделие. Неминовно е земјоделскиот производител да биде едуциран, а едукацијата подразбира почитување на тие постулати пред тоа што реков и не манипулирање со него. А тоа сето ќе се сведе на она. Земјоделскиот производител ја подигнал козирката, применува стручно тоа што треба, во времето кога треба и во количини кои требат. Сето тоа, таа едукација негова, ќе го воведе да он каже, чекај, па јас ќе имам заштеда. Второ, ќе можам да излезам со квалитетен производ на пазарот. Нема да има пазар, нема да го врати назад. Така, нема да има враќање, затоа што сега јас имам веќе одредени иницијативи од откупувачите. Докторе, ќе откупувам зелка сега пролет. Јас од тебе сакам, взимаш узорци, утврдуваш дали има нитрати во зелката. Ако има, јас производител не ги купувам. Сега, кој е колатералната штета? Кај ќе ги даде производителот на козите? Кај што вложил. Сега производителот, тука е едукативниот дел, анализа на почвата, пред да ја сади зелката и количина на ѓубре што треба. А не тој стави ја брекета шалитар под и помини и зелката стане, зголеме се од азотната компонента, тој сече и носе. Сега тестот ќе каже назад. Значи, џабе фрлил тоа не е требало да го фрли. Со друг смислен пристап и сега има органски препарати, средства и ѓубрива, кои многу позитивно делуваат на позитивна микрофлора и се оформува плодот без тие токсични творби, шалитри, нитрати. Значи, тука е таа едукацијата на производителот, што мора да ја стекне, бидејќи е негов интерес тоа. И мислам дека во таа насока луѓето веќе го прифаќаат тоа, да не бидат манипулирани
и да тоа што го вложуваат веќе имаат одредени ефекти што може да ги задржи на земјата. Бидејќи голем дел од млади производители велат, па јас не одам веќе, не одам во пластеникот, потроших повеќе за ѓубрива, за најлонот, за препарати, за семе и така, и викам, мене не ми остана ништо. Сега, со таков едукативен дел, која сорта? Што биде барана, ги произведува за познат купувач. Ѓубрива, нема 5 вреќи, треба 2, трите му стојат. Нема 8 пати прскање, треба 2. Значи сите тие заштити, он ќе каже, јас сега имам поголем дел од добивката која ја очекува тој фамилија. Да се шири, може и да се инвестира и да се шири и да ја осовременува неговиот пластеник, да го осовременува со оросувачи, со сите тие пропратни работи за технолошки чекор напред. Државата кај нас одвојува субвенции кои што се за таа намена, технолошки развој во производството, осовременување на производството и следење на научните препораки. Меѓутоа, кај нас субвенциите, лозарите ги користат како социјална помош, да платат долгови за струја, да се раздолжат кај земјоделските аптеки, да платат кај соседите од каде што позајмили и така натаму. Буквално субвенциите се социјална помош. Како гледате на ваквиот пристап? Значи, тоа е класична злоупотреба на вистинската намена за која што се даваат. Јас морам да кажам дека порано субвенции немаше. И имавме еден регресивен развој. Сега, последните години, субвенциите се добробит, добар чекор, по секој случај, но да тие имаат права насока на користите, тоа што вие рековте. Значи, пак ќе се вратиме на она претходната моја констатација. Субвенцијата се дава на производителот да тој технолошки се осовремени во својот процес на производство. И затоа се и тие ИПАРТ програми, каде што еден трактор ако кошта 6.000 или 10.000 евра, вели 5.000 евра ќе плати производителот, а 5.000 му ги субвенционира држава. Тоа е корисна работа. И треба да се искористи, но не како што рековте и злоупотреби. Бидејќи на тоа нешто има веќе сознание Министерството за земјоделие. Еве за садниот материјал. Јас давам примерно на многу производители саден материјал. Пропратните документи со анализа со се. И му велам лично, јас сакам да дојдам да видам кај ќе го засадеш тоа, бидејќи ние продолжуваме со понатамошна наша соработка. Зашто? Ако не се скрои добро дрвцето, нема да го даде тој генетски потенцијал. Ако утре не се заштити на време, значи не сакам врз таа сорта што му е дадена, да тој ја осакати што велиме, не ја скрои како што треба, не ја заштити како што треба и едноставно сортата го губи онај квалитет кој треба да го има. Значи, нашата препорака е секогаш субвенционирањето, и тоа веќе е факт кој радува Министерството, има комисија која на секој што му се дадени субвенции, пред одобрувањето да оди на лице место, да ги види бројот на садници, сите тие работи и врз основа на тоа да каже дека се работи за честен пристап, па да му се платат. Тоа го зборам од причина што вие пред малку го рековте и сте во право, има доста злоупотреби на одредени повеќе основи, да кажам, на тие субвенции. А субвенциите се секогаш корисни, тоа треба да се максимално земјоделскиот производител посвети на нив, да ги искористи и да даде чекор напред кон тој европски пазар, да произведе квалитетно производство, со кое нешто ќе се гордееме сите. Субвенциите така се користат бидејќи ефтино е производството или не е рентабилно производството или цената не ги покрива трошоците. А рековме зашто не се покрива, бидејќи не се внимава колку се прска, како се ѓубри и така натаму. Докторе, за крај од нашиот разговор вечерва, порака до нашите гледачи и до земјоделските производители. Порака до производителите.
Она е многу едноставна. Значи, пред да преземе било каква иницијатива производителот, да таа не биде своја глава, да биде некоја произволна или традиционална, комшијата прска и јас ќе прскам, а дали треба или не, тоа е друга работа. Значи, почитување на стручниот дел, а во Кавадарецко јас мислам дека има доста стручни луѓе кои можат да одговорат на проблемите кои ги имате. Така да, и не е на одмен, вие, еве сега тие контакти, мислам оти имаме и други такви настапи, контакт телефонот е присутен, секогаш во доменот на моја можност сум на располагање на секој земјоделски производител, му помогнам во решавање на одредени проблеми кои ги има во производниот процес. Но, кога е здраво производството, ако минатата година имал проблеми, кога е здраво производството, доктор Вучков може да помогне многу како да се санкционира тоа да не дојде да се појави. А кога е 80 или 90% фатено дрвцето од некоја болест, ако е цитоспората, ако е еската или така натаму, може да го санкционираме само тај дел, кој што е така, кој не е зафатен. Значи, со еден збор, сето тоа што е најважно во заштитата е превентивното делување. Значи, да се спречи, а не да се лечи. Лечењето во заштитата е многу тешка работа. Со многу поголеми трошкови и со помал ефект. Тоа е една суштина, верувам дека искусните земјоделски производители кои следат оваа емисија, дека тоа ќе го прифатат како реален одраз на стварноста од теренот. Бидејќи јас не зборам од некоја канцеларија, од некој аспект на суво парна дискусија, туку го зборам со тоа секојдневие, бидејќи јас имам повеќе од 2000 клиенти во Струјмичко, кои секојдневно имаат фреквенција голема сега на раното производство. Зелката е веќе поникната, пиперката поникната, топлата вода кај што е веќе имат пиперчиња кои за можда 25-30 дена ќе имат и берба. Значи има веќе почеток на активности. И секојдневието кој го делам со земјоделските производители и нивната мака. И тоа што го зборам, не го зборам суво парно, бидејќи голем дел сега од производители кои ќе кажат докторот, добро збори, ама да дојде да види како е маката. Маката, јас ја лично секојдневно одам и во пластеникот знам, и на праската ја знам сега, кај многу од производителите брашнастата вошка веќе подигната и она не беше изчистена. За претходното наше овде излагање кој имавме, велиме есенскиот период или сега пролетниот, покроењето, долната зона околу коренот на праската да се изчисти. Оти таа таму превзимува и сега пролетта почнува со неизјавната активност. Оти кој голем дел производители ја уништивме есента и доктор вика пак почна од оздола. А викам ти ги изчистили овие? Не ги изчистив. Значи, тоа што е горе е уништено. Тоа што е доле повторно. Сега ние ќе го изчистиме тоа, а тука ќе се направи тој третман и убедени сме дека брашнаста вошка не е толку голем проблем како доби некои големи димензии, па некои коктели прават со 3-4 препарати, па 3 пати, 4 пати прскат и така натаму. Тоа по кроењето сега, мојата препорака, по кроењето на дрвцата, вадењето на прачките. Еден убав чин на чистење на тој дел. И си при кроењето оние зони кои се многу фатени од брашнаста вошка, пожелно е при кроењето кои има можност тие да отпаднат. Против праската, нели, може да се модифицира, да се крои како што искусниот кроев знае да го прави. И чистење, добро чистење во зоната, добро прскање и тука може да се постигнат фантастични резултати во спречување на ширење на брашнастата вошка. И уште една работа за хлоротичните зони. По прскањето, при орањето, со правење на анализа на почвата, утврдување каква е состојбата и препораката што ќе се даде, стоиме за тоа дека нема да има хлоротични зони во ова. Беше задоволство да поразговараме во изминатиот период од оваа емисија. Ќе продолжиме и понатаму за гледачите да
подготвуваме вакви емисии. Реков наредна ќе биде за она што сакаат да го слушат Годжи Берито и Пауловнијата, нови растенија кои што ќе можете да ги слушнете нивните карактеристики од производителот на садниците. Благодарам што бевте наши гости. И јас ви благодарам многу и се надевам дека ќе имаме успешна соработка, а моја лична желба е таквите емисии, кои верувам дека се гледани, ќе бидат од корист за земјоделските производители, а јас пак ќе повторам, сум на располагање секогаш оној стручен, практичен дел, да го аплицираме, а да биде од интерес за секој земјоделски производител, за секоја земјоделска фамилија која вложила многу труд за да дојде до одредено производство. Благодарам. Почитувани гледачи, ова беше првото издание на Агроспектар за 2013 година. На крај ќе ви посакам плодна берикетна година со многу производи и добро наплатени. Внимавајте, користете ја науката и она што се нарекува научен совет. Имајте пријатна вечер со нашата програма.